Навистина имаме одлични резултати. Од изборот на оваа влада до денес имаме 28 директни летови и нови дестинации на двата аеродроми, на Охридскиот и на Скопскиот. Тоа е огромна работа за мала држава како нашата. Растот на двата аеродроми во првите 4 месеци оваа година е 31% споредено со лани. Скопскиот аеродром во класата на средна големина аеродроми е најбрзо растечки аеродром во цела Европа. Кризата скоро и да не се почувствува со војната во Иран. Дури со керозин ги снабдувавме Приштинскиот и делумно Нишкиот аеродром. Работиме целосна реконструкција, надградба и проширување на Охридскиот аеродром, со што практично ќе добиеме нова терминална зграда и нов аеродром. Скопскиот аеродром, како што кажавте, има бројни напредувања. Имаше скандали од претходната влада, каде што радар лежеше 7 години не инсталиран. Его се инсталира. АТМ систем воопшто не беше воведен, односно не беше променет, и тоа се случи така што многу работиме и на безбедноста, и можам да кажам дека во моментов навистина воздушниот сообраќај е гордост наша за целиот регион, не само за Македонија. Јас се сеќам на времето на една насловна страна на Вест, пишуваше на Охридскиот аеродром слетуваат само птици. Сега од таква ситуација ние стигнавме. Охридскиот аеродром оваа година ќе помине 450.000 патници. Скопскиот аеродром оваа година ќе помине 3 милиони и 100 патници.